Еве општина Куманово и годинова традиционално го организира и поддржува овој детски ликовен камп. Ова е седми поред детски ликовен камп во организација на Фондација за спорт и култура, а поддржано со буџетот на општина Куманово у развојната програма од култура, така да тоа е една традиција која Куманово е бренд во однос на културните збиднувања пред се во ликовната уметност. Знаете дека имаме неколку колонии. Тоа е колонијата Карпино, која го организира мултимедијалниот центар. Тоа е традиционално и најдобрата, еден од најдобрите брендови опште во ликовната уметност. Тоа е колонијата Прокопчински, Пелинце, Матејче, значи имаат разни локации зависно од историските моменти. И ова е младински ликовен камп или Малмон Мартар, со разни термини се служено во минатото. Значи, учествуваат над 40 талентирани ученици од основно образование кои своите вештини ги имплементираат преку разни дела тука создадени. Имаме и 6 представници од Центарот за порака наша за деца со посебни потреби над 18 години и ова ликовна колонија на некој начин потоа иде на продажна изложба која се употребува во поддршка финансиска, логистичка на тој дневниот центар за деца со посебни потреби. Значи има неколку правци во делување, имаме и хуманитарен, социјален карактер, а пред се уметничкиот карактер. Јас денеска сум тука на затварање на овој ликовен камп. Ќе доделиме благодарници и признание на сите наставници, педагози, професори по ликовно образование и на сите оние кои дадоа допринос за континуитет и одржување на ова ликовен камп. Мислам дека на некој начин тоа е извор на сите таленти во ликовната уметност и ќе продолжиме со силно темпо и во наредните години. Прашање на една друга тема, утринава во општината започна отстранувањето на дивите тезгачи од страна на инспекцијските служби. Денеска имаме акција, прво опомена, идеме прво со опомена за дивите тезги пред зелениот пазар во центарот, значи целиот зелен пазар. Тоа е резултат на интервенција на менаџерскиот тим на ЈП Пазариште, бидејќи на некој начин се стварила нелојална конкуренција. Овие луѓе кои се внатри, кои имаат закуп на тезги на годишно ниво и повеќе годишно ниво, биваат во подредена улога во однос на овие кои се инсерираат во самиот тротоар. Прво имаат проблем со сообраќајница, значи го запезуваат тротоарната инфраструктура, а пред се дивите тезгаџи не се под контрола ни на санитарната инспекција, ни на инспекција за храна. Така да, на некој начин, мислам дека ова е регуларна акција, меѓутоа лошо е што се сопаѓа со големиот празник на исламската верска заедница. Ние денес одиме со опомени, така да ова иницијатива на директорот конкретно на ЈП Пазаришта, кој даде допис до нас дека треба поради реално и регуларно функционирање на самото јавно предпријатие да направиме акција. Денеска даваме опомена, акцијата ќе се води во наредните денови, мислам до недела ќе бидат отстранети сите диви тезгаџи, тие кои нелојално ја вршат таа активност, односно да го вратиме пазарот таму каде што припаѓа, во самиот габарит, во самиот офер на зелениот пазар. Мислам дека тука нема никакво прекршување на програмата, на правилниците, на работа на јавно предпријатие, едноставно да успоставиме и комунална, а и интервенција од јавен интерес на самото јавно предпријатие. Имаше во последно време неколку забелешки од граѓаните дека голем дел од тротоарите се узурпирани од локалните кафетерии. Видите, ние имаме исто така акција спроведена во однос на прво опомена, донесено решение за отклонување и од денеска утре со интервенција на представниците од Министерството за внатрешни работи, комуналната инспекција
и градежниот инспекторат ќе се отпочне со отклонување на сите тие поставени тенди, нерегуларни масички столови. Зборуваме за таму каде има узурпација на јавно прометни машини од јавен интерес. Пред се тоа се спортски терени, пред се тоа се тротоари каде се отежнува самиот сообраќај и пешачките патеки. Значи имаме ставено некоја листа на приоритети во однос на отклонување, отстранување. Прво е дадено право самите да ги служат, ако се прави интервенција со фирма изберена јавен тендер за на отклонување на диво изградени објекти, тогаш ќе има и санкции, казни за таа извршена акција. Мислам дека на некој начин ќе ги доведеме работите во една балансирана состојба, меѓутоа и сам сум свесен да има една урбана узурпација во трка на привлекување на поголем број на посетители, не се води сметка за тоа до која димензија ќе се тоа направи. Мислам дека ова ќе биде една опомена на центарот на градското, на плоштад, го урнаме тој дел од Сен Джордж, сега сме у постапка и на ова другата брнара што е направена, бидејќи тоа исто така нелегална, и ќе одиме понатаму со отклонување на тенди, столови, маси на сите површини каде вршат проблем во однос на нормален сообраќај и комуникација. Колешка, ми пред завршите, ви сте овоја да